Без традиционалниот Петровденски фудбалски турнир ќе помине овогодишното одбележување на празникот на Кочани Петровден. До крајниот рок за пријавување на заинтересираните екипи, што истече на 1 јули, не пристигнала ниту една пријава. Поради тоа, иако се очекуваше предпладнево да се одржи ждребувањето за распоредот на надпреварите, тоа не се случи. Од локалната самоуправа на Кочани, која годинава се подготвуваше да го организира турнирот по 16-ти пат, само кратко потврдија оти фудбалски надпревари ке нема. Оваа година Петровденскиот турнир во мал фудбал нема да се одржи како активност, бидејќи на огласот што општина Кочани уредно го имаше објавено, спортските клубови не изразија спремност, односно не се пријавија на истиот и од тие причини нема да биде одржан. Коментар за тоа кои се причините што не се пријавила ниту една екипа од општината не дадоа. Останува отворено прашањето дали потенцијалните учесници оцениле оти фондот на наградите е неатрактивен или пак екипите веќе се зафатени со оглед што се пријавиле на слични турнири што се одржуваат во ист период. За волја на вистината, слично беше и минатата година, кога за учество се пријавија од 24 екипи. Поради тоа, организаторот лани мораше да примени изменет систем на надпреварување, односно наместо вообичаениот систем на елиминации се играше двокружно, секој со секого. Годинава ќе ја нема таа мака, така што Петровденската прослава ќе помине со еден настан помалку. Инаку, според условите во јавниот повик од општината, секоја од екипите имаше обврска да уплати по 3000 денари како котизација, а на турнирот требаше да се игра во конкуренција на постари јуниори и сениори, односно сите играчи требаше да имаат наполнето најмалку 16 години. Без одговор за сега останува и прашањето што ќе се случи со наградниот фонд што им се доделуваше на победничката екипа и на најдобрите поединци.